Собранието изгласа продолжување на кризните состојби поради недостиг на електрична и топлинска енергија. Со 83 гласа за, без против и воздржани, Законодавниот дом донесе одлука за продолжување на кризната состојба во енергетиката во Македонија поради недостиг на електрична енергија. Кризна состојба е прогласена и на подрачјето на град Скопје поради недостиг на топлинска енергија, можност за користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот на топлинската енергија. Власта уверува дека кризната состојба е за да им се помогне на граѓаните, институциите и стопанството, иако се уште виси набавката на струја и парно. Веќе обезбедени се средства од страна на Министерство за финансии, и тоа јавно го кажавме, од 250 милиони евра во делот на справување со кризата, но и вие можете да ги обезбедите само со гласање на законот за ЕБОР од 100 милиони евра кои се наменети за потребите на ЕСМ. Ние сме спремни да разговараме со секого, вклучително и господинот Мицковски, да ја надминеме оваа криза и тоа што полесно. Со сите компании, било државни или локални. Опозицијата даде поддршка, но предупреди дека власта готви терен за злоупотреба на државни пари и исклучување тендери во 4 очи без јавен оглас. Од ВМРО ДПМН побара и одговорност за можни сценарија доколку БЕК не успее да испорача топлинска енергија, а новиот снабдувач не биде подготвен на време за старт на грејната сезона. И покрај тоа што критикуваме, да поддржиме една ваква опција затоа што кризната состојба колку толку може да донесе решење. Повторно ви виси проблемот со набавка на енергенси. Затоа добро е што размислувате малку различно од премиерот. Во моменти на криза мора да се стават сите ресурси на државата, па дури тие да дојдат и од опозицијата и да се стават во функција на државата. Секој друго сценарио е опасно сценарио за државата затоа што не води во развој на државата. Власта остана глува на апелите на опозицијата да се прифати нивниот план кој ќе донесе поголема стабилност и заштеди. ВМРО ДПМН инсистира и на законски измени со кои јавните и комуналните претпријатија би влегле на регулираниот пазар. Но намерното изоставување на водоводните и комуналните претпријатија од страна на владата во нивните предлог мерки е крајно некоректно и недозволиво. Владата со ова покажува дека не ги третира сите граѓани подеднакво, но исто така остава простор водоводните и комунални претпријатија во наредниот период да ги зголемат цените на своите услуги кои што дополнително ќе го влошат животниот стандард. Кризната состојба ќе трае до април идната година. Со прогласувањето се дозволува владата да одлучува за употреба на ресурсите на органите на државната управа, општините и градот Скопје, како и да се управува со нив во криза. Исто така можат да се употребат и ресурсите на јавните претпријатија, установи и служби, но и на трговските друштва кои се од посебно значење за работа во кризна состојба. Законски, владата ваква состојба може да донесе на само 30 дена, а тоа веќе го стори на 1 септември. Затоа сега, за да ја продолжи, мораше да добие согласности во собранието.